Сите ме знаете и ме гледате по моите профили. Денеска сакам да ги покажам моите часовници. Да почнеме. Мој официјален прв часовник што си го купив кога почнав да работам е овој Casio Old Timer или Vintage. Цел гумен, пластично стакло, внатре стрелките златни, личи многу по-скап отколку што е. Ја мислам дека го земав за испод 2000 денари, е премногу добар за цената. После тоа кога почнав малце повише парички да правам, се почестив со еден G-Shock. Овој G-Shock е веќе со мене над 9 години, јас сум презадоволен од него, го купив негде 8000 денари, дав пола плата на саатов, али ми е многу сентиментален и првиот фенси саат, што дури е поевтин и од G-Shockов, ми е овој Casio со зелено лице. Премногу убав моделче, класичен саат, оди со се, ја многу засекав саатов и од ден денеска си го носам. Првиот поклон саат што го купив беше овој Daniel Klein, што му го поклонив на брат ми кога заврши средно училиште. Океј, саат, не се грижев многу за него, лесен е за носење, малце потежок за жал, али океј. Првиот така интересен саат што си го купив и беше многу ефтин, мислам дека беше 1400 денари, тоа беше овој супер драј часовник со гумено ремче, како што гледате по мене сум малце поише заинтересиран во аниме, овој ме потсети кон Наруто и си го земав само ради тоа и како што кажав беше ефтин, ми служеше. Одиме во следната кутија. Кога добив повисока плата, се почестив со еден малце поскап часовник, а тоа е Batman Полисот, црно кожно ремче, као златна рамка и внатре Batman символчето што свети. Бидејќи сум огромен фан на Бетменот, кога почнав игрите да ги играм и кога почнав да го гледам цртанот, ја премногу се џабив, али овој саат е брутален, значи, може сегде го носам, значи не ме интересира дали е прикладен за евентот или не, овој саат морам да го имам на мене. Поминав многу повеќе смартвачес, али само овој што му земав на брат ми или јас го користам, овој стриктно ми служи само за чекори кога ги спаѓам надвор. Моментално омилен часовник што највише го носам и највише има wear time, а тоа е поклон од мојата женска, Casio Casino Royale. Че највише комплименти имам добиено на него. Бетменот е втор, а во е прв, значи овој постари луѓе и помлади што така се заинтересирани за часовници како мене, не се јаки колектори, али овој ми е премногу лесен за носење, преубав саат. Сентиментален часовник ми е овој од Сектор во колаборација со Интер. Овој ми е еден од поомилените, иако е поклон на брат ми, ја му подарив друг часовник, премногу го обожавам. Он си стави кожно ремче, имам јас за него гумено ремче со боите на Интер. Имам G-Shock 2100 беше моделот, ако не се лажам, кој ставам тука на екранот, а брат ми го зема на одмор моментално, бидејќи не сакаше да го носи тој саат што јас му дозволив да го носи, иако ми е мене драг поклон, мој драг роднина, а тоа е овој Raymond VL автоматик часовник со отворен грб. Прв автоматски часовник, а многу поскапо тоа ја што имам, значи 5 пати мојата колекција не е колку саатов, а овој ми е еден од најдрагите поклони, го чувам и го обожавам премногу. Тој човекот ме следи цело време што правам и сум многу благодарен што ми помага со се. Фала му. Знае тој што го спомнувам. Кажете ми во коментар дали воопште ви се свигаше во ова видео и ваков концепт. Ако ви се свигаше, пишете ми и пишете ми кој ви е ваш прв часовник.